Мал дисклеймер, ќе забележите промени во осветлувањето. Тоа е затоа што му верував на природното светло. Повторно нема да го направам тоа. Ајде да бидеме реални. Повеќето од нас влегуваат во видеографија само заради тоа што ја сакаат креативност. Камера, музика, монтажа, тоа те влече, тоа те пали, те прави да заборавиш на време. Ама после некое време доаѓа моментот и си викаш, окей, а за кого го правам ова? Заради тоа што колку и да е убаво видеото, ако нема клиент, тоа останува во фолдер. И тука почнува вистинската приказна. Не е техниката, туку бизнисот позади цела игра. И ако веќе си тука, а ова чувство ти е познато, стесни subscribe и остави follow за да не ги пропуштиш следните видеа. Ова нема да биде само едно видео и готово, туку градиме цел серијал за видеографија, бизнис од клиентите и реални ситуации од тера. Ако сакаш да растеме заедно, кликни таму и продолжуваме. Сега, на почеток мислев доколку снимам доволно добро дека некој магично ќе ме пронајде. Знаеш она како на филм кој играш баскет и некој иде и те гледа и кај ти си талент, ајде во НБА со мене. Не се дешава. Па да, и кај мене не се деси истото, нити првата, нити втората, нити третата година. И тогаш си реков, fuck it, ова не е игра на чекање, дај да превземам нешто. И првиот чекор што го направив, а беше многу важен, е тоа да престанам да сонувам за огромни проекти и туку да почнам со мали, реални, живи ситуации. Мал бизнис од мало, бренд на другар, локален настан, што и да е нешто мало ама изводливо. И секој такво видео ми беше мал доказ да покажам дека можам, ова сум јас, ова е мојот стил. И еве ја вистината, клиентите не реагираат на тоа што ти им кажуваш дека си добар, напротив реагираат на тоа што го гледаат. Еден рил од 30 до 60 секунди со твоите најдобри видеа зборуваат повеќе од било какво објаснување. Верувајте ми, тоа е вистина. Имаш видео, имаш доказ, тоа е факт. После тоа дојде фокус. Цело време јас викав правам се и нормално никој немаше појма за што точно да ме ангажира. Не можеш да правиш се. Кога првпат реков се фокусирам на инфлуенсери и на мали видеа за брендови, бум, тогаш стана се појасно. И за мене, и за клиентите. Знаете како? Клиентите сакаат да знаат дека ти си точното решение за нивниот проблем, а не само тип што онака снима се. И уште една работа што ја научив по пат беше да не чекаш совршена идеја за некој проект, туку понекогаш ќе снимаш нешто мало, нешто што ти изгледа обично, а токму тоа видео може да кликне кај некој клиент. Не знам дали ми верувате, ама оние работи кои мислев дека не се толку битни, тие ми донесоа баш најмногу клиенти во иднина, што е чудно. Затоа немој да дешифрираш многу кој проект ти е вреден или кој не ти е вреден, само фати се за работа. А најголемата промена ја доживеав кога се трнав од она, некој ќе ме дознае, нема да те дознае никој ако сам не се покажеш. Ако не направиш портфолио, ако не го објавиш на Инстаграм, не направиш веб страна и се околу тоа. Буквално си реков, fuck it, дај нешто да правам, дај негде да се појавам, да ме видат, да знаат дека постојам. Не онака агресивно, не наметливо, него човечки, најнормално. Она бесик порака од типот здраво, јас сум Стефан, јас сум видеограф, работам ова и ова, дали би сакале јас работам нешто за вас? Таа порака најмногу ми помогна во животот. Понатака почнаа клиенти да ме откриваат цело време. И тука сватив нешто премногу важно. Клиентите не бираат најдобар видеограф, туку бираат човек на кој што може да му веруваат. Мирна енергија, зрела комуникација, чувство дека нивниот проект е баш во сигурни раце. Буквално пола од работата е комуникација, а другата половина е искреност. Кога ќе влезеш во некој проект, многу е важно да покажеш зрелост. Прашај, поставувај прашања. Која таргет група треба да опфати видеово, кога и каде ќе се објавува, за која платформа е, дали имаме рок што мора да го испочитуваме. Тие се клучни прашања што мора да ги поставиш на еден клиент за да свати дека си сериозен. Значи наместо ајде ќе видиме, покажи структура, покажи дека те бива за тоа. Знаеш, дури да си почетник, она кога ќе покажеш дека знаеш што правиш, те прави да изгледаш како професионалец. Тоа треба да го целиме сите. Клиентот не гледа уметник, клиентот гледа партнер, некој што сака да му помогне да му го издигне бизнисот нагоре, исто така би платил за тоа, многу нормално. Да не се правам паметен, имало моменти кога јас сум сгрешил, ама многу моменти кога јас сум се изгорел на нешто. Имало проекти без јасно договорени услови, unlimited ревизии и на крај уморен, ни без пари, ни среќен, со главоболки, буквално хаос. Од тие главоболки научив само едно правило, а тоа е да си поставиш граници. Ако ти не си поставиш граници, некој друг ќе ги постави границите за тебе, а тоа не е многу добро. За цените да не разговараме, сите барем еднаш сме сгрешиле, дали сме наплатиле многу помалку, дали воопшто не сме наплатиле, се тоа нормално и е процес од работата. Парите ќе си дадат сами. Многу е важно да бидеш фер и да не се потценуваш, биди си реален, колку што вредиш ќе ти се исплати и само понатака се повеќе ќе заработуваш. Ако е портфолио проект, кажи дека е таков. Како расте твојата вредност, така ќе ти расте и цената. И уште нешто што не го сваќаме од старт е тоа дека не секој проект ќе ти биде најдобрата работа што си ја направил. Некој ќе ти бидат буквално само работа. Понекогаш ќе снимаш нешто што не е твој стил, нешто што не е твој филм, ама токму овие проекти те учат на дисциплина. Те учат да испорачиш и кога не е инспиративно. Тоа ја прави разликата измеѓу хоби и професија. Сите имаме денови кога се чувствуваме како да тапкаме во место, седиш, учиш, работиш, ама нема голем скок. И баш тогаш најмногу сакаш да се откажеш. Ама вистината е дека растот не се гледа секој ден. Се гледа после многу месеци, дури и после неколку години. Јас лично мојот раст го видов после 4-5 година од работа. И после толку многу години кога ќе свртиш назад, ќе погледнеш дека си напредувал без да осетиш. Многу видеографи мислат дека треба се да е совршено пред да се покажат во јавност. Тоа не е точно. Реалноста е дека никој не очекува перфекција. И најмногу од се што ти треба за да добиеш клиенти е конзистенција, да бидеш конзистентен. И запамти дека не победува најталентираниот, туку оној кој што се појавува и кога не е идеално. Оној што снима и кога нема инспирација и оној што монтира и кога е умор. Токму ти треба да знаеш дека клиентите го чувствуваат тој раст. Ако ова видео ти помогне и ако сакаш да навлеземе повеќе во реални ситуации, во
и тоа светло ми се изгасна, нема да го сменам. Ако ова видео ти помогне и сакаш да навлеземе повеќе во реални ситуации, цени, договори, клиенти, кога да кажеш да, кога да речеш не фала, пиши ми долу коментар, а јас сум тука и на секој одговор. Фала ти многу што гледаш, не заборај да сабскрајбнеш, не заборај да ме фолоунеш на Instagram, TikTok и секаде каде што сум и се гледаме во следно видео. Peace.